Соборени рекорди, поставени нови, достигнати норми, бројни учества на европски и светски првенства ја карактеризираат младата пливачка Ана Јаневска, која со своите 13 години спортската јавност ја нарекува македонски пливачки бисер. На својата 11 годишна возраст рекреативно се запознала со пливањето. Овој спорт го одбрала само поради љубовта кон водата. И тоа било пресудно. Вродениот талент, упорноста и љубовта представувале совршена комбинација за младата Ана за брзо време да стане одлична во она што случајно го започнала, да почне да постигнува успешни резултати. Започнав на 11 години да се бавам со пливање. Најпрво рекреативно ми беше само колку да видам што и како е, да се запознам попрво со пливањето, па потоа да стигнам на некој си појак резултат и да достигнам нешто повеќе. И од кога мојот тренер откри како талент во мене, и тогаш дојде до тоа сознание зашто да не бидам јас некоја подобра, да ме знаат и такви работи. И од кога тренерот ми кажа дека може да стане нешто од мене сепак, дека имам и воено и вроден талент и некои работи се тоа. Од кога така ми каже тренерот, почна во мене се јавува некоја си сосема друга желба за пливањето, значи да станам нешто попозната и и во светски рамки, европски и така. Зошто го одбра пливањето? Зошто некој друг спорт не одбра? Бидејќи најпрво дека се асоцира вода. Како вода ми дојде асоцијација, премногу сакам вода и уште од малечка. Ама најпрво само ради тоа што имам преголема љубов кон водата. Незиниот тренер бил тој што ја насочил Ана да оди по патот кон успехот. Секој почеток не е лесен, но поддршката од незиното семејство и тренерот зад неа ја поттикнало да ги совладува една по една плевачките дисциплини. Најтешката дисциплина беше делфин, додека најлесната воена крал, односно слободниот стил. А најомилена твоја сега? Сегашна е делфин и слободниот стил. Првиот успех ми беше кога бев во Лесковац на надпреварот во Србија. Тогаш ми беше првата медаља на градно стилот и не бев свесна дека уствари дека имав освоено, бидејќи сосема сакав на друго и бев многу исто така возбудена за тоа. И после тоа почнав да се тренирам на сите стилови, но најмногу ми се допадна делфин и кралот. За неполни 3 години Ана има достигнато бројни успеси кои во никој случај не се за занемарување. Соборените своји и долгогодишни рекорди, учеството на светски и европски првенства ја докажуваат и потврдуваат посветеноста и напорната работа на овој млад македонски пливачки бисер. Првиот најголем успех што го достигнав беше на Олимпијадата, што и најголем впечаток ми остана во сеќавање, нели? Тоа е сепак детска олимпијада, каде што учествуваат 55 држави. И таму достигнав и фатив норма и исто така се рушив и воен државен рекорд. И после тоа најголем впечаток од тоа ми остави во Малта медитеранските игри, на кои што настапував сега. И за тоа имав достигната норма, која што се докажа во прва осмица. Исто така се рушив во Малта државен рекорд, тоа беше на 50 метри крал, со резултат 28,06 секунди. И потоа после Малта бев на Европското јуниорско првенство во Унгарија. Таму срушив два државни рекорда. Едниот државен рекорд беше на 50 метри делфин, тоа е 29,65, а додека на 50 крал 27,87. Тие беа моите достигнувања најголеми до сега. На Европското јуниорско првенство во пливање кое се одржа во Унгарија, Ана постави нов кадетски државен рекорд во дисциплината 50 метри слободно. Таа постави нов рекорд во дисциплината 50 метри слободно и на Комен купот кој се одржа во Малта, подобрувајќи го своето најдобро време, кое го постави пред една година кога го урна долгогодишниот рекорд на Весна Стојановска во 1999 година. Имаш срушено еден рекорд, стар 13, мислам дека години на нашата пливачка Весна. Да. Кога го сруши рекордот, дали беше свесна за тоа всушност? Дали беше свесна за што си постигнала? Па не бев свесна. Првото чувството дали е ова на вистина, дали се случило тоа дека јас сум срушила, сите ми честита, јас воопшто не бев свесна ни дека имав возбуда и се тоа.
училиштето и тренингот. Како ги комбинираш обврските, затоа што сепак колку во училиштето толку и повеќе треба да посветиш внимание и на тренинзите и на твоите успеси. Па да, премногу е напорно и тешко за да може да се достигне и на двете полења. Пред се и школата, нели, треба тоа да се почитува. Ама сепак со надевање, со упорност и се со тоа достигнувам. И да бидам успешна и во школа, да сум одлична, исто и во пливањето да достигнувам врвни резултати. Какво е чувството е кога ќе те повикаат, кога ќе го кажат твоето име, не тука само во Македонија, до сега кај што си учествувала? Па воопшто пред се, значи возбудливо. Прво возбуда од тебе се јавува и сепак нели други од други држави те гледаат и тие и за нив е возбудливо чувството поради тоа што исто имаат што навиваат за тебе и нели за да се докажеш. На што помислуваш? Пред се да успеам, така тоа ми е, да, дека можам и ќе успеам, да. Ана е прекрасен пример дека годините не се важни за почеток со некоја работа или спорт. Таа за 3 години има поставено 20 рекорди. Нашиот млад македонски бисер останува на задачата да ја представува Македонија и да се бори на пливачките стази, секако и понатаму соборувајќи рекорди.